Кампањата за локалните избори, закажани за 19 октомври, започна од синоќа на полноќ. Ке се гласа за градоначалници и советнички листи во 80 општини и во град Скопје. Пријавени се вкупно 309 кандидати за градоначалници и 576 кандидатски листи за членови на општинските совети. Државната изборна комисија во петокот го заклучи избирачкиот список на кој се запишани 1.834.415 избирачи. Право на глас имаат и 112.000 избирачи кои се на привремена работа или престој во странство, 2.162 избирачи кои се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор и 450 избирачи од домовите за стари лица. Ке се гласа на вкупно 3.480 избирачки места. Прва скопска телевизија локалните избори 2025 ќе ги следи преку специјална изборна хроника, која ќе се емитува секој ден во 17, 19 и 23 часот и 20 минути, секој ден за време на изборната кампања. Емисијата ќе содржи вести од изборниот процес и настапите на партиите, како и редовно дневни интервјуа со кандидати за градоначалници на општините во Скопскиот регион. Ќе обезбедиме правично, избалансирано и непристрасно медиумско представување и ќе им овозможиме на сите учесници во изборниот процес подеднакви услови за пристап до нашиот медиум. На конвенција во Штип, ВМРО ДПМН ги представи сите своји кандидати за градоначалници за престојните локални избори. Председателот Христијан Мицкоски порача дека почнува нова изборна кампања и таа не треба да биде театар на празни ветувања, туку дека мандатот на градоначалниците е договор со граѓаните. Тој нагласи дека очекувањата секогаш се високи и од народот очекува подобар живот, сигурност, правдина и перспектива. Кампањата не смее да биде театар на празни ветувања, таа треба да биде мост меѓу вистината и надежта, да ја покаже искрената намера, а не да замаглува со илузии. Таа е момент на убедување, но момент на огледало. Таму се гледа и народот и човекот кој се кандидира, меѓутоа и нивната меѓусебна искреност. Народот очекува подобар живот, сигурност, правдина и перспективност. Но во суштина тој очекува нешто уште подлабоко, достоинственост и човечност, да не биде излажан, да не биде третиран како средство, туку за цел, чија благосостојба мора да се работи одговорно, потенцира Мицкоски. На промоцијата на кандидатите за градоначалници од СДСМ, председателот Венко Филипче оцени дека државата живее под последиците на апсолутна власт, која работи за себе, а граѓаните ги става на последно место. Тој повика на обединување за да се одбрани заедничкиот дом и да се врати достоинството на народот. Помина речиси година и пол откако ВМРО ДПМН има целосна централна власт и 4 години откако имаат мнозинска локална власт. Ова е доволно време граѓаните да видат со кого си имаат работа. Наместо резултати, власта продолжи со старите политики на лажен пиар, напади врз опозицијата, партизација на институциите и нејасна стратегија за тоа каде ја водат државата и граѓаните, рече лидерот на СДСМ. Филипче порача дека одговорот на СДСМ ќе биде решителен и обединет. Наша должност е да ја запреме разулавената власт. Наша должност е да се обединиме и да го спречиме рушењето на нашиот заеднички дом и на сето она што сме го постигнале, додаде тој. Коалицијата Искуство за успех, составена од партиите ЛДП, ГРОМ, Интегра и ПЦР, ги представи своите кандидати за градоначалници и советници за престојните локални избори. Македонија и незините градови и села, општини можат да бидат пристојни места полни со живот. Имаме луѓе, имаме решенија, имаме знаење. А кога луѓето кои имаат искуство, знаење, капацитети и тим ќе седнат да работат и тогаш се носат вистински одлуки и се испорачуваат видливи резултати кои се потребни за граѓаните, истакна председателката на ЛДП Моника Зајкова. Од коалицијата велат дека нема повеќе зборови во ветар, изневерени очекувања, расправи, суети и наетење, само резултати и помалку изговори.
На конвенција на ЗНАМ, председателот Максим Димитриевски упати пораки до политичките противници, одвојувајќи ја својата визија за честна, одговорна и државотворна политика од празните декларации и ефтини трикови на СДСМ. Тој нагласи дека во ситуација кога земјата се соочува со сериозни предизвици, граѓаните заслужуваат вистински патриотизам, а не формални резолуции кои немаат никаква практична вредност. Нема резолуција што ќе избрише вистината. СДСМ кога беше на власт ги газеше националните интереси и го распродаваше македонскиот идентитет. Денес во очај нудат лажен патриотизам и ефтини трикови. Народот нема да заборави дека токму тие ги отворија вратите за уставни измени без гаранции и молчеа кога Македонија ја понижуваа, кажа Димитриевски. Адвокатот ангажиран од Левица оствари средба со Радивое Груиќ, правен аналитичар во ОПСЕ ОДИХР. На средбата, како што соопшти од партијата, се дискутирало за правните механизми кои Левица ги превземала во врска со упатство за радиодифузерите за локалните избори 2025 година, донесено од ААВМУ, со кое партијата и е оневозможено да се рекламира на медиумите во текот на целата кампања.